Колега Каевски, ќе се осврнам само на делот од вашето излагање кој што навистина ми прободе уши, а тоа е вашата грижа за студентите и учениците. Во таа насока ќе ви поставам само едно прашање. Имате ли точен и прецизен податок колку ученици, односно студенти, се ковид позитивни? Толку е вашата грижа. Затоа што да имавте, наместо сега да дискутираме и да се расправаме меѓу себе, ќе знаевме точно на колку студенти им е потребно колкав број на студенти имаат потреба од зголемување на бројот на испитни рокови, например, со цел да постигнат одржливост на квалитетот во образованието. Да го имавме тој податок, може би ќе предложивме продолжување на академската 2019-2020 со цел евентуален надоместок на наставните обврски. Исто така, жалам што овие закони се носат по скратена постапка и нашите говори може би ви се предолги и може би ви звучат исцрпувачки за вас, меѓутоа не се толку долги колку што има проблеми во образованието. Исто така, жал ми е што не сваќате нашата добра намера да имаме една пообсежна и конструктивна дебата во интерес на студентите и средношколците, како сите заедно би покажале колку е голема нашата грижа. Не би сакала да се навраќам на вашите ветувања, а по моите проценки, од 20 дадени предизборни ветувања во образованието, не сте реализирали ниту 2, меѓутоа нема да ги споменувам заради ситуацијата која што убедена сум дека на никого не ни е мила. Затоа ве молам да размислите сите заедно предложените амандмани, да се избориме, да прифатиме дел од нив, не само сурово да ги одбиваме само затоа што доаѓаат од спротивната страна. Добро би било да има, повторно ќе се повторам, да има пообсежна дебата, затоа што навистина се наоѓаме во време на пандемија, каде што може би треба да размислуваме како студентите кои што ќе се згрижат во студентските домови би можеле да нарачуваат храна и да ја плаќаат истата онлайн. Како би изработиле веб апликации за нарачка и плаќање на храна онлайн. Како би изработиле смарт картици за безконтактно плаќање во студентските ресторани. Смарт картици за онлайн подпишување на студентски договори. И еден куп добри предлози кои што би можеле да произлезат од една конструктивна дебата доколку престанеме со меѓусебни препукувања и се фокусираме на вистина на грижата во интерес на студентите и учениците. Ви благодарам.